Од шалтер на шалтер, еден документ па друг, па постојано враќање назад, и така може да поминат недели додека да се заврши работата. Огромна и неефикасна. Вакви се извештаите на Европската комисија за јавната и државната администрација со години. Помеѓу квалификуваните кадри кои умеат да обезбедат услуги и партиските, овие вторите го чинат мнозинството. Како се добива вработување и како се напредува во овие тела, за Еврозум проговори поранешен вработен во една од институциите, директно поврзана со работа во делот на европските политики. Овој човек, инаку корисник на 2 стипендии на странски универзитети, анонимно и поради страф од пресметувања, ни раскажа како секој оној кој нема да работи согласно партиските и личните интереси на оние на раководни функции, едноставно ќе биде деградиран и на крајот и исклучен. Тогаш институцијата реши да ме отстрани мене од тој офат на активности, едноставно бидејќи таму се согледа можност за прераспределба на активностите на начини кои што се поразлични од она што правилно би требало да се остварува. Значи, твоите активности не кореспондираа со политичката волја и користољубие можеби на истите таму на раководници. Можеби и двата аспекти, Бидејќи политичката волја е една работа, меѓутоа во некои конкретни случаи до израз доаѓа и личната волја на раководителот и личниот интерес кој што може да превладе. Оваа приказна не е единствена. Квалификуваните кадри се маргинализираат дури и кога за нивните обуки се плаќа. Странските амбасади во соработка со владата давале полни стипендии за постдипломски студии со цел да се обучи кадар кој не достигал, а треба да работи во полето на евроинтегративните процеси. Но тазе магистрираните докторирани кадри на крајот или завршувале како помлади работници со договор на дело, или се заминувале во други компании и институции. До редакцијата на Еврозум стигна писмо во кое своите маке ги сподели поранешен стипендист на владата. Користев стипендија во Ница, Франција, со договор во кој стои дека по завршувањето морам да работам 3 години во секретаријатот, по враќањето 11 месеци работеве секретаријатот со договор на дело. А владата со тоа го прекрши и договорот во кој стои дека доколку не добијам полно вработување за 4 месеци, можам да си одам и не морам да им ги враќам парите од стипендијата вредна 15.000 евра. Потоа, аплицирав за самостојна стипендија за докторски студии во Германија. Септември годинава се вратив. Имам обврска да ги доработам останатите 2 години и 1 месец во секретаријатот за европски прашања. Веднаш ги известив дека тука сум на располагање, но работна понуда не добив. 3,5 месеци барав средба со младиот министер, дури фаќав и врски за да ме прими на разговор, но ништо. На крајот, неговата асистентка ме извести дека нема буџет за нови вработувања. Тие со тоа по втор пат го прекршуваа договорот, а јас немам обврска да им ги враќам тие 15.000 евра од стипендијата. Игор Јовановски со неговите квалификации може да си најде работа било каде во Македонија и Европа. За него платила холандската амбасада, но неговото образование требало да представува кадровска помош за владата, а не шанса за Игор добро да се продаде на други компании и институции. Од холандската амбасада велат дека кога давале стипендии, постигнале джентлменски договор со владата дека овие луѓе ќе бидат вработени. The understanding is that the people who have been trained in the Netherlands have gathered knowledge on the European integration processes or parts of those processes, specific subjects, that they would be employed in the Macedonian government circles to help and support the pre-accession process. Податоците до кои дојде Еврозум покажуваат дека од 50 на стипендисти од 2003 па наваму, едва и 20 работат во секретаријатот, а голем дел од нив се уште се на рангот на помлади соработници со договор на дело. Во игнорирањето на квалификуваните кадри за кои се потрошиле пари, на владата меѓу другото, Друштво и прави и законодавниот дом, од македонците за кои германската амбасада платила обуки во германското собрание, советување дека кадрите ќе бидат искористени, до сега никој не бил вработен. До сега немаат покажано државните институции, ниту пак државната администрација интерес за искористување на овој кадар. За договорите на дело во државната администрација и за неправилното раководење со човечките ресурси, забелешки има и во последниот извештај на Европската комисија,
Партиските интереси, наспроти државните, веќе се дефиниција за идентитетот на државната и јавната администрација, но загубите одат на сметка на обичниот македонец. Последната афера со Националната агенција за европски програми покажува како лошите кадровски политики може да значат затворање на европските фондови за Македонија, како фондот за млади истражувачи, кој е затворен поради тоа што Брисел не прифаќал национален координатор да биде лице во чии квалификации се сомневале. И наместо да се промени неквалификуваниот координатор, се вратиле парите. Пари за македонските студенти и истражувачи.